Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, ви посакувам добар ден во нови 75 минути на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. Според проценките на директорот за извршување на санкции Пандов, над 50% од затворските полицајци се корумпирани. Откриени шокантни детали за дрога и телефони по затворите. 43 лица осумничени за тешка измама со брзи кредити, лажирале лични податоци преку човек во фондот за здравство. Бугарска фондација бара 10.000 евра од партија на македонците во Албанија, напнато на рочиштето во Корча. Директорот Арифи барал 100.000 евра, а зел 20, за да смести болно лице на гериатрија. Барал пациентот да си го продаде станот, за да му плати. Сите основни училишта ќе добијат правопис на македонскиот јазик. 2600 примероци стоеле во депоа 7 години. Скандал во Штипскиот затвор. Затвореници барале топка со кокаин и манихуана, а полицајците им светеле со батерии. Фабрика во Гостивар продавала канабис на црниот пазар. Полицијата ги уапси газдата и вработениот. А на самиот почеток една вест од Тетово. Во среда, вечерта во 18 часот и 40 минути во Тетово, полициски службеници од секторот за внатрешни работи Тетово ги лишиле од слобода ДД 34 годишен од Прилеп и ИА 37 годишен од Битола, информираат од Министерството за внатрешни работи. Тие биле пријавени од фудбалерот на ФК Струга, МР 30 годишен од Прилеп, дека околу 18 часот кај градскиот стадион во Тетово, по завршување на фудбалскиот надпревар помеѓу ФК Шкендија и ФК Струга, физички го нападнале во возилото со прилепски регистарски ознаки. Според пријавата, откако МР излегол од стадионот, го забележал ДД со кој се познавале од порано, а кој го повикал во возилото во кое бил ИА, пошто физички го нападнале. Тие се задржани во полициската станица и по документирање на случајот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава, велат од секторот за внатрешни работи Тетово.
Директорот на управата за извршување на санкции Александар Пандов остро укажа на вкоренетиот криминал во македонските затвори, посочувајќи дека вистинската причина за неконтролираниот прилив на мобилни телефони, дрога и други забранети предмети е внатрешна корупција меѓу затворските полицајци. Имаме работа со вмрежена структура од вработени затвореници. Ако не се справиме со корумпираните поединци, проблемот со телефоните и дрогата никогаш нема да го решиме, рече Пандов на пресконференција во владата. Според неговите проценки, во некои затвори повеќе од половина од вработените се вклучени во коруптивни активности, а токму тоа е главна причина што недозволени предмети секојдневно завршуваат во рацете на осудените лица. Директорот Пандов ги спореди македонските затвори со затворските системи во регионот, нагласувајќи дека во текот на 9 месеци во македонските установи биле откриени околу 1000 мобилни телефони, додека во Хрватска во цела 2023 биле пронајдени само 26. Кај нас се работи за систем со сериозно наследена корупција, но она што охрабрува е што конечно постои силна политичка и институционална волја за справување со криминалот, изјави Пандов. Идејата за поставување блокатори на сигналот за мобилни телефони била разгледувана, но е одбиена поради реалниот ризик да бидат погодени и соседните стамбени и деловни објекти. Во Хрватска нема блокатори, а нема ни телефони. Најдобро решение е чести и систематски претреси, рече тој. Како дел од борбата против нерегуларностите, Пандов информираше дека се завршени сите процедури за електронски мониторинг на затвореници со алки, а во наредните недели тие ќе бидат ставени во функција. Дополнително од Министерството за финансии е добиена согласност за вработување на 171 лице, најголем дел затворски полицајци, со што се очекува засилување на контролата и редот во установите.
blisko, ej da zaigra sve makedonsko. Ajde zajedno svite, neka zagrmi oro bergesko, da se zatrese sve makedonsko. Pesna raskutala šarpanina, od teškoro, od silna pesna raskutala šarpanina, raskutala šarpanina. Уште помал интерес за давање предлози за имиња на улици на втората дебата што се организираше во салата на Собранието на општина Тетово. На денешната втора јавна дебата за давање предлози за имиња на улици имаше уште помал број од минатиот пат. Предлози дојдоа само од 5 луѓе кои предложуваат само имиња на албанци од разни историски периоди, од Втората светска војна, како и припадници на она во 2001 година. Една жена достави список од 288 имиња за кои таа смета дека треба да им се дадат на улиците во Тетово, додека представник на здружение кажа дека доставил список од 400 имиња на улици. Некои од предлозите се однесуваа и на личности кои се уште живи. Арџент Велиу, председателот на работната група за утврдување на имиња на улиците во Тетово, соопшти дека од предлозите доставени во електронска и писмена верзија, како и тие од првата јавна дебата, до сега се пристигнати над 900 предлози, кон кои ќе се додадат и денешните. На првата јавна дискусија, одржана минатиот петок, примени се 45 предлози. Со денешните предлози и тие што ќе се достават во наредните две јавни дебати, за сите ќе се дискутира поединечно. До сега комисијата има примено над 900 предлози за имиња на улици. Сепак има многу предлози кои се повторуваат, некои и по повеќе пати, па во наредниот период ќе направиме прочистување на списокот за да нема повторувања, изјавил Велиу. На оваа дебата не присуствуваа советниците од македонските партии. Маркетинг. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
slušam. Kaži mi Bože za proška da mu pobaram. Tatko slušni me, ova pesna ja pevam za tebe. Tatko čekaj ne, gore so majka na jedno mesto, pa da se zvereme. Ah, tatko, tatko, koji ne kazni, koji ne prokolna. Bez pozdrav, tatko, divko od nas, ti si samina. I meni kaža, zbogom vnuče, zbogom sine, bar uštednaš silno, tatko, da te gušnevme. Tatko slušni me, ova pesna ja pevam za tebe. Tatko čekaj me, gore su majka na jedno mesto, pa da se zvereme. Gore su majka na jedno mesto, pa da se zvereme. Вкупно 43 лица се осомничени дека учествувале во тешка измама со брзи кредити. За лицата МВР поднесе кривични пријави, додека основното јавно обвинителство поведе истрага за лицата. Според соопштението на основното јавно обвинителство, лицата успеале да добијат повеќе од 3 милиони денари, околу 48.780 евра. Во соопштението на основното јавно обвинителство се вели дека за тројца осумничени надлежен обвинител ќе предложи притвор, додека четвртиот веќе се наоѓа во притвор во постапка за друго кривично дело. Според написот, лицата користеле лажирани информации и имале помош од лице во Фондот за здравствено осигурување, кој им обезбедувал средства преку ЕСБО, број кој претходно го обезбедувал преку својот компјутер од електронскиот систем на фондот. Во текот на предистражната постапка обвинителството во координација со Министерството за внатрешни работи обезбеди обемен доказен материјал дека почнувајќи од јули 2022 година, користејќи различни модалитети на извршување, осомничените со умисла вршеле временски поврзани дејствија, што представуваат повеќекратно остварување на исти дела. Притоа користеле исти трајни односи, исти прилики и слични околности, а крајна цел им била да прибават за себе имотна корист, соопштува основното јавно обвинителство. Во текстот понатаму се вели дека така делот осумничените спротивно на условите утврдени со закон и без согласност на граѓаните користеле туѓи лични податоци, правеле лажни јавни исправи и преправале вистински јавни исправи со намера таквите исправи да се употребат како вистински. Со внесување невистините податоци во информатичките системи на десетина различни друштва за брзи кредити, како и со фалсификување на електронски потписи,
без знаење на оштетените на нивно име земале кредити, создавајќи им обврска на лицата да ги враќаат наводно позајмените средства. Основното јавно обвинителство соопшти дека еден дел од осумничените лажирале податоци за вработување на невработени лица, прикажувајќи ги како вработени и кредитоспособни. Поврз основа на тие податоци од кредитните друштва извлекувале пари кои потоа биле ненаплатливи. Со соопштение се јави и Министерството за внатрешни работи. За четворица од осумничените, меѓу кои едно службено лице од Фондот за здравствено осигурување, е поведена истрага за кривични дела, фалсификување на исправа, злоупотреба на лични податоци и измама, додека останатите се опфатени во постапката со поединечни действија на помагање и соизвршување со секој од случаите поединечно, велат од Министерството. Тивко доаѓа, па јас седам пак крај липата. Си го чекам, Илија, мојта љубов најмила. Си го чекам, Илија, мојта љубов од младоста. Иле мој Илија, љубов моја непреболена, што ти сгреши каде замина, зашто душо ништо не кажа. Иле мој Илија, љубов моја непреболена, што ти сгреши каде замина, зашто душо ништо не кажа. Липо стара сестро најмила, крај тебе ја минав младоста. Ако сврати Илија, мојта љубов најмила, те молам, кажи му јави истината. Иле мој Илија, љубов моја непреболена, што ти сгреши каде замина, зашто душо ништо не кажа. Иле мој Илија, љубов моја непреболена, што ти сгреши каде замина, зашто душо ништо не кажа. Иле мој
Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Сме ние вечни векови во убав Егеј беломорски, овде на свети наши корени, од исти мајки тука родени. Велат не нема, ама еве сме, со мерак сред солун оро играме. Велат не нема, ама еве сме, македонски песни гордо пееме. Тука во Солун драма кавала, во Кукуш воден лична гревена, горе на Вичо грамос херојски, се игра и пее пак македонски. Велат не нема, ама еве сме, со мерак сред Солун оро играме. Велат не нема, ама еве сме, македонски песни гордо пееме.
pesni gordo peme. Директорот на специјализираната болница за гериатрија Мухсин Арифи барал 100.000 евра мито за себе за да смести болно лице на клиниката за гериатрија, со која раководел, а кога ќерката на пациентот му кажала дека нема толку пари, Арифи и рекол да го продаде станот на таткој. Според соопштението на јавното обвинителство, Арифи се согласил првично да земе 20.000 евра, но ќерката му останала должна до крајната сума. Тој испратил свој посредник да ги земе парите, при што посредникот е фатен на дело како зема 20.000 евра од оштетената жена. Полицијата го уапси Арифи и неговиот помошник. Обвинителството информираше дека јавен обвинител од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција донел наредба за истражна постапка против две лица, од кои едното е осомничено за кривично дело примање подкуп, а другото за помагање при извршување на тоа кривично дело. Прво осомничениот како службено лице, директор на јавната здравствена установа специјализирана болница за гериатриска и палијативна медицина во Скопје, во периодот од 19.3. до 8.4. во неколку прилики директно побарал значителна имотна корист за себе за да изврши службено дејствие што би морал да го изврши. Подкупот го побарал од сведок во постапката, давател на доживотна издршка за лице кое боледувало од повеќе состојби и на кое по лекарски препораки и упатување му било потребно болничко згрижување во наведената установа. Кога сведокот се обратил во установата, бидејќи состојбата на пациентот се влошувала, била известена дека пациентот е ставен на листата на чекање, соопштува јавното обвинителство. По неколку дена се додава во соопштението, добила повик од второ осомничениот кој закажал средба со директорот на установата на 19.3. во вечерните часови во еден угостителски објект во Скопје. На средбата прво осомничениот лично кажал дека знае оти пациентот е материјално добро ситуиран, зашто имал податоци и за недвижниот имот кој го поседува, па ветил помош за сместување ако биде награден со 100.000 евра. Жената сведок реагирала дека тоа се многу пари, на што директорот предложил добараната сума да се дојде преку продажба на недвижниот имот, стан кој го поседувал пациентот, што не било опција бидејќи станот бил опфатен со договор за доживотна издршка. На 3.4.2025 година била реализирана средба меѓу сведокот и помагачот, како лице во кое директорот имал целосно доверба. А веќе следниот ден, повторно сведокот се сретнал со двајцата осомничени. Конечно било договорено сведокот да даде 20.000 евра како гаранција за да го смести пациентот во болницата, а доколку прво осомничениот со проверки утврди дека пациентот има и дополнителен недвижен имот, тој имот да се продаде за да се обезбедат вкупно 100.000 евра. Согласно овој договор, вечерта на 8 април, жената сведок се сретнала со второ осомничениот кој влегол во незиното возило и во име на директорот директно примил износ од 20.000 евра, пошто на лице место бил фатен од страна на полициски службеници, соопштуваат од обвинителството. Јавниот обвинител до судијата на претходна постапка од Основниот кривичен суд Скопје достави предлог за определување мерка притвор за двајцата осомничени. Žotici da brojim, gole bakšiš, prvi mili brako, da ti bide slatko.
Добар чочек пари вреди. Neka se pravi, hej, svirači stari, ja ske igram, ludo ke se vrtam, ke go mamam, pamet ke mu svrtam, pamet ke mu svrtam. Gole bakšiš, prvi mili brako, da ti bide slatko. Život imaš ne se štedi, dobar čoček pari vredi. Фондацијата Бугарска меморија од Бугарија бара од Единствената партија на македонците во Албанија одштета во висина од 10.000 евра и јавно извинување, тврдејќи дека е добротворна организација која преку донации помага без никакви асимилаторски цели. Нарочиштето во Основниот суд во Корча беше напнато. Адвокатите на Бугарската фондација кои тужат тврдат дека Македонската алијанса за европска интеграција со официјален допис до албанскиот државен врв и меѓународните институции побарала забрана на активноста на оваа фондација. Бугарската фондација вели дека Македонската алијанса за европска интеграција ја наклеветила дека корумпира албански функционери со цел асимилација на македонците, како и дека учествувала во создавање криминална група поврзана со бизнисот со бугарски пасоши, издавање лажни потврди и влијаеле врз пописот на населението во Албанија. На прашање на судиката, адвокатите на Бугарската фондација рекле дека е можна спогодба под услов Македонската алијанса за европска интеграција јавно да се извини и да прекине со јавните обвинувања. Председателот на Македонската алијанса за европска интеграција Васил Стериовски на ова остро одговори дека ние сме македонци и никогаш нема да прифатиме дека сме бугари, додавајќи дека преку оваа тужба се врши притисок да се замолчи единствениот политички субјект што се бори за правата и идентитетот на македонците во Албанија. Тој нагласи дека сите активности на фондацијата во земјата се реализираат во тесна координација со бугарската влада, Министерството за надворешни работи на Бугарија и бугарската амбасада во Тирана. Day
мамо, везирство, момисто, мила мамо, везирство. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Златна есен тивко доаѓа, а јас седам пак крај липата. Си го чекам, Илија, мојта љубов најмила. Си го чекам, Илија, мојта љубов од младоста. Иле мој Илија, љубов моја непреболена, што ти сгреши каде замина, зашто душо ништо не кажа. Иле мој Илија, љубов моја непреболена, што ти сгреши каде замина, зашто душо ништо не кажа. Липо стара сестро најмила, крај тебе ја минав младоста. Ако сврати Илија, мојта љубов најмила, те молам, кажи му јави истината. Иле мој Илија, љубов моја непреболена, што ти сгреши каде замина, зашто душо ништо не кажа. Иле мој Илија,
Директорот на управата за извршување на санкции Александар Пандов на пресконференција откри дека во казнено-поправната установа Штип затвореници без никакви потешкоти добивале наркотични средства, а во целата ситуација биле инволвирани затворски полицајци. Настанот бил регистриран од надзорните камери во установата, а како што потврдија директорот и неговиот заменик, видеоматеријалот јасно ја покажува целата постапка. Според Пандов, на 22 март во 21 часот и 40 минути во затворот пристигнало возило кое не било евидентирано од затворскиот службеник, кој и покрај забраната дозволил автомобилот да влезе до последната капија, што представува директен пристап до внатрешноста на затворот. Од возилото излегло едно лице кое фрлило топка преку зидот. Веднаш потоа во дворот пристигнале затворениците ЖЖ, познат во македонската јавност, и РК. На снимката се гледа како ЖЖ зборува на мобилен телефон, додека другиот затвореник бара нешто во тревникот. Се појавува и затворски полицаец кој им вели дека не смеат да бидат надвор во тој период, изјави Пандов. Според него, командирот веднаш повикал уште 5 затворски полицајци, но наместо да спречат или контролираат што се случува, тие се приклучиле во потрагата. Затвореникот ЖЖ продолжил да зборува на телефон, иако тоа е строго забрането. Се поздравил со полицајците кои заедно со него и со светилки почнале да бараат низ тревникот. Тоа што најмногу загрижува, што наместо да го прекинат, му помагаат во потрагата, вели Пандов. И покрај заедничката акција, топката не била пронајдена веднаш. Следниот дел, директорот на затворот издал наредба за детална проверка, при што конечно било откриено дека во топката имало 35 грама кокаин и 50 грама марихуана. Кога ги прашал полицајците и затворениците што барале, објаснувањето било абсурдно. Тврделе дека затвореникот ЖЖ си играл со кучката Цеца, а таа му го зела скапиот часовник што него пријавил пред влез во затворот. Кучката побегнала со него во тревата и тие само му помагале да го најде, раскажува Пандов. Формирана е дисциплинска комисија која и покрај доказите донела одлука дека тројца од полицајците не се виновни. Тројца членови од комисијата гласале против санкционирање, верувајќи дека навистина барале часовник. Очекувам адекватна санкција за сите инволвирани, се е документирано, а идентификувани се и лицата кои ја префрлиле топката со дрога преку затворскиот зид, рече директорот Пандов.
По иницијатива на председателот на заедницата на единиците на локалната самоуправа Орце Ѓорѓиевски во соработка со Народната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Скопје почнува акција за дистрибуција на примероци од правописот на македонски јазик во сите основни училишта низ Македонија. Ова активност е важен придонес кон подобрувањето на наставниот процес, подигнување на јазичката култура кај учениците и зачувување на македонскиот јазик како суштински дел од нашиот национален идентитет. Акцијата следи откако во депоата на Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје беа откриени 2600 примероци од второто издание на правописот, кои цели 7 години не биле дистрибуирани и биле чувани во несоодветни услови, иако првично биле наменети за сите јавни установи и институции, како и за лекторатите и библиотеките во земјата и странство, се наведува во соопштението на кабинетот на Ѓорѓиевски. По средбата остварена меѓу председателот на заедницата на единиците на локалната самоуправа Орце Ѓорѓиевски со директорот на Народната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје Јовица Никчевски, како што се наведува во соопштението, се става крај на евидентираната институционална негрижа и се обезбедува сите училишта во државата да поседуваат правопис, ставен во функција на образовниот процес и грижа за македонскиот јазик. Народната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски ќе достави 1000 примероци на заедницата на единиците на локалната самоуправа, кои ќе бидат расподелени во сите основни училишта во земјава, а ќе бидат офатени сите 950 централни и подрачни училишта. Засладам душава, да си го напојам срце во злато мое, за љубов ожеднато, да си
napojam srce vo zlato moje, za ljubov požedna to. Samo ti gi lekuvaš, site bolki rani moj, srce ti si život moj. Samo ti, sakam da me miluvaš, nema čare, nema lek, ako ne si kraj mene. Zapejtivko jedna ljubovna, tvoja ta usta medena, pogledo tvoji oči te zlato moje, moj ocon vo noći te, pogledo tvoji oči te zlato moje, moj ocon vo noći te. Samo ti gi lekuvaš, site bolki rani moj, srce ti si život moj. Samo ti, sakam da me miluvaš, nema čare, nema lek, ako ne si kraj mene. Samo ti gi lekuvaš, site bolki rani moj, srce ti si život moj. Samo ti, sakam da me miluvaš, nema čare, nema lek, ako ne si kraj mene. И тоа би било се за денес. За крајот во катчето за најмладите да ја чуеме приказната Чудесната флејта. Ви посакувам пријатен ден. Чудесната флејта. Многу одамна се живеела некоја жена со својот син. Не биле многу богати. Имале само куче и парче сува земјица. За да го одгледа сина си, мајката морала постојано да работи. Синот израснал силен и работлив. Тој најдобро од се што знаел е да свири на флејта. Откако ќе сработел се што треба во полето, тој ќе ја земел флејтата и ќе ја ставил на усните. Само што ќе почнеле да се слушаат звуците од неговата флејта, се наоколу замирало. Изворчињата престанувале да течат. Облаците повеќе не пливале по небото. Птиците не пееле, а мајмуните престанувале да се задираат еден со друг. Сите луѓе од околијата го фалеле младиот музичар. Кога девојките од богатите домови, кои го минувале времето во забава и безделништво, ја слушнале музиката на момчето, секоја од нив сакала да го земе за маж. Но тоа сите ги одбивало. Па така, само бендисаните керки на богаташите постојано размислувале како да го погубат флейтистот. Еднаш, додека тој се шетал по полето, тие го грабнале и го фрлиле во длабока јама. Откако синот не се вратил навечер, мајката горко заплакала и го пратила кучето да го најде сини. Кучето со силен лаеж почнало да трча натаму наваму. А момчето кое паднало во јамата било живо и здраво, само што паднало во безсознание. Тој го слушнал лаежот на кучето и го повикал. Кога кучето дошло до јамата, тој му порачал да му ја донесе флејтата од дома.
Момчето со радосен лаеш отрчало до куќата и почнало да се качува на покривот каде што стоела флейтата. Откако мајката разбрала во што е работата, ја зела флейтата и му ја дала на кучето. Тоа ја зело флейтата со заби, отрчало кај јамата и му ја фрлило на својот стопан. При првите звуци од флейтата, птиците престанале да пеат, мајмуните да се задираат еден со друг и сите се собрале покрај јамата за да слушаат. Мајмуните се качиле на една гранка која се беше свила крај јамата, ја спуштиле длабоко, па момчето се фатило за неа и излегло надвор. Откако се вратил дома, тој продолжил да се живее среќно со мајка си како и порано. Но откако девојките виделе дека момчето се вратило здраво и живо, повторно ги обзела омраза и почнале да коваат нов злокобен план. Па така, за време на еден лов, тие го фатиле момчето, но овој пат го фрлиле во длабок дол. Откако паднало во долот, момчето почнало да се искачува нагоре. Се искачувал тој цели 3 години. Се хранел тој со корење од растенијата, а вода пиел од кладенците. За тоа време мајка му се изнаплакала солзи. На крајот дошол денот кога момчето се искачил до крајот на долот и се нашал на голема ливада обсипана со сонце. Откако разгледал наоколу, тој видел едно поле со речиси созреан ориз. Момчето се израдувало и тргнало кон полето. За 3 години колку што се искачувал по долот, јадејќи корења и пиејќи вода од кладенците, тој толку ослабнал и бил обраснат со брада, што повеќе личал на мајмун отколку на човек. Полето го чувале 2 девојки од блиското село. Кога го виделе момчето, си помислиле дека е мајмун, па сакале да ги повикаат луѓето со лакови и стрели, но тој им викнал: "Не, немојте да стрелате. Јас сум човек кој настрадал од непријатели. Дајте ми да каснам нешто, а јас ќе го чувам полето од мајмуните." Од тогаш тој почнал да го чува полето, а девојките му донеле оризова каша. Првиот пат дошла по старата сестра и уште оддалеку грубо свикала: "Еве ти ја кашата, земи да јадеш грдотио валкана." Вториот пат дошла по младата сестра, му се доближила и му рекла: "Брате, ти донесов ориз, јади ми со здравје, јас самата го направив." Еднаш пак двете сестри заедно му донеле ориз. Момчето побарало од нив оцет и чешел за да си ја исчешла косата. Девојките му донеле тоа што барало момчето. Но по старата, при тоа јадовито рекла: "Ех, да не си намислил убавец да се сториш." А по младата пак му понудила огледало. Тој се измил, се исчешлал и станал убаво, стројно момче. По старата сестра прва се влюбила во него и сакала тој да и стане маж. Таа му кажала за тоа на татка си. Тој не се зачудил, ами само се насмевнал и поставил услов. Зад нашиот дом има 2 патеки. Едната е убава, а другата е целата со грмушки. И двете треба да се уредат. Утре секоја од вас нека се избере по една и нека се фати за работа. Кај која ќе дојде момчето да ја помогне, таа и ќе си го земе за маж. Наутро по старата сестра станала уште во црни зори и отишла кон патеката каде имало помалку работа, а на помладата ја останала онаа со грмушките. Момчето тргнало да им помогне и веднаш се упатило кон помладата. По старата сестра се налутила и му се пожалила на татка си. Зошто е толку глупав, та не дојде каде имаше помалку работа, туку се упати кон патеката со грмушки? Татко и се насмевнал и рекол: "Во ред, утре и двете подгответе му ручек. Она јадење што тој ќе го изеде, значи дека таа што го сготвила ќе се омажи за него." По старата одбрала ориз со месо од елен.
Помладата пак, како и обично, подготвила ориз со сос и рипчиња. Момчето повторно и помогнало на помладата и јадел заедно со неа, а не со постарата. Не сакаше бел ориз со месо, му се пожалила постарата сестра на таткото, а ете, оризот со сос го изеде. Таткото повторно се насмевнал и рекол: сега секоја од вас нека му подготви постела. Чија постела тој ќе ја одбере, за таа сестра и ќе се ожени. Постарата сестра подготвила бело-снежна покривка, шарена рогозина, многу убава постелнина, убав душек и извезена перница. Помладата пак зела кафеава покривка и обична постелнина, а наместо перница ставила дрвена перница. Откако завршила со работа, таа отишла во кујната и почнала да преде. Момчето исто така дошло во кујната и долго си му абетел со девојката, а кога дошло време за спиење, тој ја одбрал постелата што таа ја подготвила. Следниот ден, татко им и направил свадба. Повторно се зачуле звуците на флейтата, славејќи ја чистата љубов. Момчето со својата млада жена се вратил кај мајка си и така продолжиле да живеат со труд и во убавина. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.